Добре дојдовте на ново Едуино видео упатство. Моето име е Игор Богдановски и ќе ве водам низ истото. Во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на видеа креирани да го поддржат процесот на онлайн настава. Се надевам ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продолбочиме вашето знаење. Како што можете да забележите, денес темата на наше видео упатство ќе биде креирање и управување на breakout rooms, односно групи за време на онлайн час. Кои се целите што треба да ги оствариме со ова видео упатство? На почетокот ќе се запознаеме со потребните услови за креирање на breakout rooms, направиме закажување на час во кој што ќе се поделат учениците во групи, ќе се креираат групите, ќе се изврши распоредување на учениците во соодветни групи, ќе ги преименуваме групите, односно собите, групите ќе ги отвориме, ќе направиме посета на групите, исто така ќе направиме испраќање на известување до секоја од групите, ќе направиме прераспределување на учениците помеѓу групите, но тука една мала напомена, во овој момент може да се прераспределуваат учениците само кога групите се затворени. Ќе користиме разговор со учениците во групите, односно ќе користиме чет функцијата, додавање и бришење на групи, ќе зборуваме за затворање на групи, зачувување на дотеки, снимки и белешки од групите и управување на подесување на групите. Што представуваат breakout rooms? Breakout rooms представуваат виртуелни соби со чија што помош можеме да ги разделиме учениците во помали групи за време на вашиот онлайн час. Можеме да ги отвораме и затвораме собите повеќе пати во текот на еден час или да ги пренесуваме учениците од една во друга соба. Со мала напомена, за да го направиме тоа, собите треба да бидат затворени. Исто така, многу битна напомена, дека само организаторот на часот, исклучиво со користење на десктоп верзијата на Microsoft Teams, може да креира и да ги управува со собите. Пред да започнеме, уште една мала напомена. Пред да започнете, задолжително проверете дали имате десктоп верзија на Teams, инсталирана на вашиот лаптоп или компјутер. Можете да креирате час во било која верзија, но ќе ви биде потребно Microsoft Teams за Windows или за Mac за да креирате breakout rooms за вашите ученици. А додека пак учениците може да се приклучат од било која верзија на Teams, без разлика дали е тоа веб верзијата, десктоп верзијата или верзијата за мобилен телефон. Бидејќи, како што може да забележите, имаме поприлично цели кои што треба да ги оствариме, па мислам дека е време да се префрлиме на Microsoft Teams. Како што забележувате, се наоѓаме во прозорецот на Microsoft Teams, односно во неговиот календар, и забележувате дека имам креирано 2 часа и едниот е специјално за потребите на ова видео упатство. Ако кликнеме на часот, имаме две опции да се приклучиме на часот или да го едитираме. Ја ќе кликнам за да го едитираме, од едноставна причина да ви ги прикажам опциите за часот кои што ги имаме во овој случај. Ако кликнеме на Meeting Options, и забележиме опциите што ги имам, мене ми се подесени, а само јас да можам да го поминам лобито и само јас можам да презентирам. Доколку отпочнувате работа со групи, можете оваа опција за почетокот да остане вака, но ако сакате можете слободно да промените во било кој од овие опции. Јас намерно сега ги оставив овие во кои што наставниците се најмногу заштитени. Па ако треба покасно ќе треба да ги променим. Претпоставам дека најдобро би било, бидејќи се работи во групи во кои што учениците би сакале да имаат право да разменуваат фајлови или да споделуваат екран, може би било погодно да се уклучи опцијата Everyone, но ќе видиме практично како тоа ќе изгледа. Откако сето ни е приклучено, јас ќе го отпочнам часот. Ја бележувате дека сите ги имаме и дека веќе имаме 11 ученици кои што не чекаат во часот. Јас ќе го започнам часот. И забележувате дека веќе имаме 10 ученици кои што чекаат во лобито. Можам да го кликнам лобито, но можам и од десниот горе нагол да ги видам сите ученици. Забележувате дека имаме 11 ученици и со еден клик јас ќе му дозволам пристап на секој од учениците во часот.
Исто така, пред да ги приклучите учениците во вашето оделение, односно во часот, можете да ги креирате групите, но на тој начин ќе мора, откако ќе ги креирате групите, учениците кои што покасно ќе се приклучат на часот, ќе треба мануелно да ги прераспределувате во вашите групи. За таа цел, најдобро е да го почнете часот, значи да ги приберете сите ученици во вашето оделение. Откако учениците се во оделението, забележувате дека имаме 11 ученици, кои што се сите атенди, затоа што беше наместено only me. Откако сите ученици се приклучени во вашето оделение, на вашиот час, веќе можеме да почнеме со креирање на групи. Кликнувате на копчето Breakout Rooms и добивате прозорец во кој што имате опции за подесување. На почетокот треба да избереме колку соби сакаме. Еве, бидејќи се 12 ученици, ќе изберам 4 групи со по 3 ученици, можеби ќе дојде некој покасно. Имаме како да ги распоредиме учениците, автоматски или мануелно. Ја ќе изберам автоматски, бидејќи се 11 ученици во 4 соби, гледаме дека по 2 или 3 ученици ќе има во секој од собите. Кликнувам на делот Create Room и сега собите, забележувате, се креирани. Сега, откако собите беа креирани, имаме нов ученик кој што сака да се приклучи на часот. Јас го примам ученикот на часот и сега ученичката е на листата за чекање за да ја распоредам во некоја од групите. Сега, како изгледа пријавувањето од страна на ученик и логирањето на часот? Ќе прикажам на тој начин што ќе се логирам како ученик. Еве, сега сум логиран како ученик Петре Петревски. Ќе појдам во Microsoft Teams и ќе се логирам на истиот час како ученик од моето оделение. Еве го календарот на ученикот и еве го часот во кој што треба да се приклучи. Бидејќи ја користи камерата истата од мојот компјутер, ќе исклучам за потребите на оваа демонстрација и ќе кликнам Join. Забележувате дека ученикот доби порака дека некој треба да го приклучи на часот. Јас сега ќе се обидам да ви прикажам паралелно два прозори од тоа што се случува. Значи, десниот прозорец е прозорецот од ученикот, а левиот е мојот прозорец како наставник, каде што забележувате дека имам информација ученикот треба да влезе на часот. Јас ќе го примам на часот и забележувате дека ученикот е веќе на часот. Бидејќи јас имам приклучена камерата, автоматски таа се гледа и кај ученикот. Еве имам уште еден ученик кој што треба да го приберам на часот. Сега имам за распоредување тројца ученици, а бидејќи имам 4 групи, прво ќе ја исподелам групата 4, значи Маја ќе ја доделам во група 4, Петре ќе биде во група 1, а Далибор ќе биде во група 3. Сега забележувате дека групите имаат 4-3-4-3 ученици. А во делот Breakout Rooms горе можеме да направиме подесување, така што на почетокот забележувате дека подесувањето е автоматски да се примат учениците во собите и да му се овозможи на учениците да се враќаат во главната соба доколку сакаат да постават одредено прашање. Сега имаме нареден ученик, Ангела, ќе ја примеме исто така на часот. Сега имаме Ангела, која што ќе ја распоредиме во соба 2, односно во група 2. А откако ги имаме групите во ова дефолтно основно име, ако појдеме само со маусот во, го зголемам прозорецот,
Ако појдем со маусот само врз групата, имаме 3 точки, имаме опција да го смениме името на групата. Јас најчесто користам црвена група и ќе го сменам името на групата. Потоа втората ќе биде, например, зелена група. Имаме сина група. И последната, например, да биде жолта група. Откако ги сменивме сите групи, забележете дека сите групи се затворени. Ако сакам да ги стартувам и да ги префрлам учениците сите во групите, јас кликнувам само Start Rooms, а ако сакам можем да додадам група и да прерасподелам било кој од ученик во било која од групите. Еве така можем да ги гледам членовите во сите групи. Кликнам на Start Groups и сега сите групи се отвораат. Сега ќе појдам кај ученикот, да видиме како е неговиот прозорец. Забележувате информација дека breakout сесијата автоматски отворена и автоматски ученикот ќе појде во неговата група. Сега ученикот имаме сега уште еднаш ученик и сега бидејќи ученичката Ангела беше присутна на часот кога ја распоредувавме, но таа се одјави. Кога ќе ја приберам на часот, кога ќе влезе на часот, таа ќе влезе повторно во незината група, онаму каде што ја распределивме. Сега бидејќи гледате немаме assign participants, значи немаме да ја распоредиме, туку едноставно се приклучува во групата. На овој начин сега ова е главниот прозорец, тој е мојот прозорец, јас ги гледам сите соби со сите ученици. При тоа, забележувате дека групите имаат 4, 4, 4, 3 ученици. И сите ученици се во групите. Јас како наставник можам да ја следам работата на учениците во секоја од овие групи. Ако јас како наставник сакам да влезам, да ја посетам работата на црвената група и да му објаснам што имаат за работа, можам да кликнам Join Room и ќе бидам во собата. Ако сакам да ја затворам собата, можам да кликнам Close Room и таа соба или таа група ќе биде затворена. Во делот за трите точки десно, во делот направете известување, ќе му напишам извештување на учениците дека ве молам да го отворите вашиот OneNote Class Notebook, да ја отворите вашата OneNote Class Notebook тетрадка и во делот Collaboration отворете ја вашата група и таму ќе можете да најдете задачи кои треба да ги работите. На овој начин, ово известување го испреќам до сите ученици во сите групи. За да видиме како тоа изгледа, сега јас ќе се приклучам како ученик. Еве се сега како ученик, како ученикот и забележувате еве го известувањето што го имам испратено. Значи левиот екран е мојот екран како наставник, е од десната екранот на ученикот. И ќе ви поставам линк од задачата, само да видам во која група се наоѓате. Значи Стефанија и Давид, Давид и Петри се во црвената група, значи треба вам да ви го испратам линкот од црвената. Се извинувам, од црвената група.
Еве е црвената група. И овој сега линкот ќе го споделам, за да можете да го уредувате. Ќе кликнем на Share. Ова е црвената група. Ќе се вратиме во Microsoft Teams. Значи, црвената група. Во четот, еве го документот на кој што учениците ќе треба да работат. Откако го споделив документот со групата, бидејќи ова е сега прозорецот на ученикот, ако ученикот кликне на Return, тој ќе се врати во главното лоби, во главната група и ќе може да постави прашање. Токму заради тоа е овозможено. А ако сакам јас сега да се приклучам во наредна група, например во зелената група, јас сега ќе кликнам Join и сега се логирам во зелената соба, во која што гледаме дека имаме 4 ученици, бидејќи сега ова е зелената соба, а забележувате учениците се приклучени во истата, односно зелената група. Сега јас ќе го копирам линкот и на учениците во четот, во разговорот, ќе му го испратам документот што треба да го работат. Откако, бидејќи сум во зелената група, кажав што имав за да му кажам на учениците, се враќам назад во мојата основна група. Сега одам во сината група, кај другите ученици. Во другата група, сега се наоѓам во сината група, го отворам документот, што учениците очигледно го немаа отворено, значи сум во сината група, ќе го споделам документот и во разговорот ќе му го споделам документот. Откако го споделив документот, што може да го отворат сите ученици на кои што ќе треба да работат, кликнувам на Return и јас се враќам назад во основната, главната група и на крајот одам во жолтата група. Значи одам во жолтата група и во жолтата група еве веќе имаме, како што можеме да забележиме, се задачите што требаше да ги работат учениците, кои што се представени во OneNote, кои што покасно ќе ги представам во кои што треба да работат. Значи секоја група во OneNote имаше навестено задачи кои што требаше да ги работат. Но проблемот е што некои ученици се на мобилен телефон, па отворањето на OneNote му е малку потешко, затоа му ги испраќав задачите. Исто така сега ќе направам и тука. Ќе отворам задачата, како материјал да му испратам, од жолтата група и ќе го споделам документот со учениците. На овој начин може да го отворат и оние што не можат да го отворат, но на овој начин со споделен екранот кај еден од учениците може да продолжат да работат. Значи во жолтата група забележувате како изгледа кога еден ученик ќе сподели екран на задачата на кој што сите ученици колаборативно треба да работат. Одлично, дечки, продолжите. А кога ќе се вратиме назад, би сакал да ја разгледаме задача 2 од првото ниво. Разгледајте таа и еден од вас да објасни како тоа се направи. Дали јасно? Предпоставувам дека е јасно. Сега ќе затворам јас групата и ќе се вратам во собата. Откако завршивме со работа, со објаснувањето со сите групи, можем да ја затворам секој од групите, но имаме ученичка Матеја што досега не беше. Забележувате дека во жолтата група не ни е рамноправно, но не е веќе на состанокот излегол, па затоа не може да биде споделен. Сега ќе ви прикажам, ќе се обидам да демонстрирам како е ученик да сподели документ, односно документот што го видовме во едната од групите. Еве сега сум јас логиран во како ученик и ќе споделам прозорец, односно ќе го споделам овој прозорец со сите ученици таму.
И овој прозорец е тој што учениците ќе го гледаат. Еве сега да ви прикажам практично како тоа изгледа. Значи, јас сега имам споделено во групата со ученици целиот десктоп, односно тоа што учениците го целиот десктоп за да може да ја гледаат задачата. Значи, овој OneNote документ е споделен со учениците. За да објаснам, се работи за OneNote документ. Во делот во Collaboration Space е направена група како breakout rooms во која што се поделени сите групи што во моментот ги имаме и во секоја група ги имаат задачите за работа. Значи секоја група требаше да се отвори својата група по боја и за да ги види задачите во кои што ќе ги работи. Еве веќе сината група веќе работи и некои од задачите се и веќе решени. Бидејќи се работи во Collaboration Space, сите ученици можат заедно да решаваат во групата. Забележувате и црвената група имаме некакво решение, затоа што или пат веќе беше отворено. На овој начин учениците можат и без да споделуваат да решаваат неиста задача преку дискусија да можат да дојдат до решението. Значи сега јас ќе се вратам во Microsoft Teams и ќе се приклучам во групата во која што беше Петар, значи таа група. Да видам како изгледа споделувањето. Сега јас како наставник се приклучувам се во групата на Петар, каде што Петар еве споделуваше екран. Но бидејќи ово е мојот екран сега, тоа значи учениците го гледаат овој екран. Сега, за да биде подобро тоа, да не имаме и какофонија, јас ќе го прекинам, ќе се логирам како Петар, еве вака, ќе го прекинам споделувањето и ќе го споделам од другиот монитор, за да може да се види подобро. Еве сега, ова е документот. Сега забележувате дека од левиот прозор е споделениот екран од црвената група, која што ученикот Петар го споделуваше, а од десната страна е екранот на Петар. Затоа што се не може да се види, затоа што тој автоматски споделувам на 3 случаи. Значи ова сега го гледаат учениците затоа што го споделува ученикот. Значи сега во овој дел во левата слика сум е преглед како наставник, а од десната слика е прегледот на ученикот. Сега ќе кликнам Return, ќе излезам и ќе се вратам во мојата основна група. И сега дојде време да ги затвориме собите, но пред да го направиме тоа, да напишеме известување. Групите се затвораат за 2 минути. Откако ќе го направиме известувањето, забележуваме дека собите се затвораат по 2 минути и по претпоставка дека поминаат 2 минути, за да ги затворам собите треба да кликнам Close Rooms. Напомена што спомнав на почетокот, групите, учениците во секоја група може да се преместуваат, но само откако ќе ги затвориме групите. Групите се затвораат и учениците, сега да појдеме кај ученикот, еве го прозорецот со ученикот, имаме информација ученикот дека собата ќе се затвори за 10 минути и се врати назад во првобитната соба. Сега ќе го исклучам да немаме фонија и јас ќе се вратам во мојата првобитна соба. Откако, забележувате сега не е ученикот, откако завршивме со сите тие работи, учениците што имавме планирано и продолжуваме со настава во тековната основната група за она што ни е предвидено за часот. Да напомнам дека разговорот што е воден во главната група останува во главната група, но додека сето она што е дискутирано во рамките на групите останува достапно за сите ученици. За тоа да го прикажам, појдам во делот чет и забележуват, еве ги сега
рисан црвена, жолта, зелена и сина група. И при тоа, еве го известувањето, текстот, дека групата што требаш учениците да го работат и известувањето дека групите се затвораат за 2 минути. Овој разговор му е достапен на учениците и по завршувањето на часот, но само за членовите од соодветната група. За да го провериме тоа, ќе се обидиме да се регистрираме, се вратиме назад, ќе појдеме во чет и еве го, ученикот може да ја гледа само црвената група и ако кликне во овој дел, тој може да го види текстот на документот што му беше споделен за работа и покосно може да го решава истиот. Ако се вратиме во Microsoft Teams и во главниот час, можеме да ги видиме, да ги искористиме сите опции што ги имаме. Можеме да ги смениме пермисите, забележете дека немавме никаков проблем. Можеме да симниме листа на присуство или пак да си ги подесиме сите параметри што сакаме да ги направиме. Ако сакаме да ги креираме групите, повторно кликнуваме на копчето за креирање на групите, можеме да ги рекреираме собите, одново ако сакаме, можеме да направиме подесувања на тоа дали да ги дозволиме учениците автоматски да додат во собите или мануелно да кликнуваат и дали да му дозволиме на учениците да се вратат во главната група, главниот состанок, па да постават прашање. Последната опција е многу практична ако сакаме да му дозволиме на учениците да излезат од нивната група и да му постават прашање на наставникот во главната група. Ако сакаме, можеме да ги отвориме групите, да ги измениме, па можеме да ја избришиме групата. Една напомена, овие групи сега за сега не постои можност да ги зачувуваме, затоа што и наредниот час кога ќе го направиме треба повторно да ја повториме постапката и да ги рекреираме истите групи, затоа што за наредниот час нема учениците да бидат ниту во истите групи распределени, ниту пак ќе бидат исто така именувани. Значи, еден од начините е да ги креирате групите и потоа мануелно да ги распоредувате учениците во секоја од групите или пак автоматски секој ученик, по зависност од бројот на групите, да се распредели во соодветната група. Откако се ќе биде готово, ние можеме едноставно часот да го завршиме на live или во end meeting, што е подобра опција, затоа што ако искористиме live, ние само го напуштаме часот, а учениците може да останат да продолжат да дискутираат. Ако кликнам end, тогаш значи часот завршува за сите ученици. Пред да завршам, ви благодарам многу, почитувани ученици, за вашето учество, па се гледаме за скоро онлайн, па желбата е во второто полугодие да се видиме во живо на училиште. Ви благодарам уште еднаш, довидување, имате пријатна вечер. Сакаме можеме да потврдиме и на тој начин повторно се враќаме во четот за да провериме дека распоредот, дека активностите во четот му се достапни на сите ученици за време на разговорот. Забележувате дека зелената група ги има фајловите, имаме meeting notes и ако е споделена белата табла, ја имаме на располагање и при тоа во оваа бела табла, ако јас ја направам колаборативна, овдека и можам да му наместам известување еве, ве молам до наредниот час да ги решите задачите од ниво 2. Истото ова ќе треба да го наместам како наставник во другата група и учениците ќе можат да го видат секој од својата група ова беше линкот. Да не го препишувам, ќе појдам во зелената група и ќе му ги
Поставам известувањата за да можат учениците да ги видат. Секој во својата група повторувам што е тоа што треба, например ако сакаме нешто да му додадеме, аз не заборавиле за време на часот и така натаму. Еве сега текстот го напишав во или може во sticky note. Ова е некоја претходна група што имаме направено. Еве, што сме работели.